Почитувани, владата започна медиумска кампања со која прави обид да ги подобри меѓуетничките тензии кои таа самата ги создаде. И тоа е лицемерие. Прво со конкретни погрешни потези, коалиционите партнери во владата ја предизвикува во континуитет недовербата помеѓу македонците и албанците, а потоа со непоправање на грешките ги заостри односите. Сега решението за влошените меѓуетнички односи наместо го бара во своите постапки, наместо да понуди соодветни политички решенија, таа како и за се останато избра да се рекламира. Оно што зачудува е како и покрај очигледните сигнали дека токму нивниот договор за хаос ги влошува меѓуетничките односи, ВМРО, ДПМН и ДУИ не прават ништо за да подобрат довербата помеѓу граѓаните, туку продолжуваат со нивното сценарио на контролиран судир. Владините партнери целосно ги злоупотребуваат собраниските тела, ги злоупотребуваат нивните министерски надлежности, надлежностите на нивните градоначалници, се со цел одвлекување на граѓаните од вистинските економско-социјални проблеми. Почитувани, на Македонија не и се потребни скапи медиумски кампањи за меѓуетнички односи, туку конкретни потези од владините партнери во власта. Како граѓаните да поверуваат во скапите пораки, кога токму ВМРО, ДПМН и ДУИ го прават спротивното од тоа што го рекламираат. Наместо да изнаоѓаат решенија, тие создаваат нови проблеми. Наместо се договорат околу отворените прашања, тие отвараат нови прашања. Единствено што покажаа е дека имаат цврста доверба и поддршка еден за друг, само кога се соочени со можноста да ги изгубат привилегиите од власта. Надвор од тоа, повторно собраниските тела продолжува нивниот договор за хаос, злоупотреба нивните позиции со кои прават непоправлива штета на кревките меѓуетнички односи. Така не се смируваат граѓаните, така само се потценуваат и граѓаните и тензиите. Ако владата навистина сака да инвестира во стабилни и добри меѓуетнички односи, тогаш коалиционите партнери треба да изгледат со заедничко решение за проблемите кои самите си ги создадоа, ако и ги разгоруваат меѓуетничките односи во Република Македонија.